Може паметно не е да стоиш до овие кучиња кои што се веднаш до мене, кога ќе ги видите, ќе ви застане здивот. Јас се чувствувам сигурно со моите гости ова утро. Овие прекрасни шарпланици се наши утрински гости. Ќе зборуваме за нив и ќе зборуваме за македонското овчарско куче Караман. Добро утро им велам на моите гости, првенствено господинот до мене, Габриел Стибел, член на управниот одбор на кинолошкиот клуб за македонското овчарско куче Караман. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Голема благодарност прво и од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и од клубот за Карамани на Република Македонија, што ете најдовте време во вашата емисија да ви бидеме гости и да ги популаризираме овие две наши национални раси. Одлично, ќе ги представиме и вашите колеги. Денис е тука, ќе кажеш кој е овој убавец Денис? Здраво, јас сум Денис, собственик на огледалошницата Газиева Волканоес. Значи, ова е Буцо Газиева Волканоес, млад светски клубски првак за 2017 и зрел шампион на Република Македонија и победник на државното првенство што се одржа во Прилеп за шарпланици во класа од 18 до 24 месеца. Иначе Буцо е стар 20 месеци. 20 месеци. Добро. Овдека Буцо не сака многу да се зборува за него. Александар, кој е оваа убавица? Ова е женка, може би Буцо по неа. Здраво, јас сум Александар Георгиевски, собственик на огледалошницата Дагатов Македонија. Добро. Нашата огледалачица брои 11 возрастни шарпланици и една млада женка. Ова е Ада. Ова е вице светски првак од класата 18 до 24 месеци на државното првенство Прилеп во класата од 18 до на 24 месеци беше државен првак на Македонија. Исто така носевме и во Србија, во Смедеревска Паланка на мемориалниот меморијал Павлович. Таму од 18 женки во класа, она беше трето место. Одлично, одлично. Ама Ада е како вистинска дама, значи многу е смирена, многу е мирна, ама Буцо денес нешто не е многу расположена, може и од рефлекторите. Жешко е. Габриел, малку да позборуваме за Караманот, го немаме во студиото, меѓутоа многу добро ја знаат македонците оваа раса. Поразличен од шарпланинецот, буквално цел е црн. Кои се оние карактеристики за Караманот? Знаете како тоа е една многу стара раса, уште од многу давнешни времиња била на нашите планини овде низ Македонија и благодарение на браќата Маријан и Владко Костовски пред 20 години почнува значи да се одгледува и во урбана средина. Во денешно време постои многу добар клуб за Карамани, каде што членуваат доста членови. Треба да го истакнеме и филмот, документарниот филм што е снимен за зачување на расите. Автор и режија на филмот е председателот на клубот за Карамани господинот Илија Каров. Тука се и други значи членови како што се Владко Симоновски и други кои се активни одат по планините, се уште се собираат значи примероци на Карамани од планините кои може да се користат во одгој како би се направил што поголем број на единки, нормално за да дојде до конечно признавање на оваа раса. Се работи на тоа, значи веќе имаме збратимување со бугарскиот клуб за нивното бугарско овчарско куче. Тоа се случи во Битола пред месец дена, каде што дојде до меѓусебно признавање на овие раси. Доаѓаат значи светски познати судии кои веќе го судат Караманот, ги проценуваат неговите вредности и квалитети и така да веќе го представуваме на не само на македонската, туку и на светската кинолошка јавност, како би се запознале со автентичноста на оваа раса, која навистина е посебна и затоа треба да биде признаена како раса. Што се однесува на двете раси, значи Караманот и шарпланинецот, Караманот е куче кој нема толку долго влакно како шарпланинецот. Например, шарпланинецот ја има тој ја има таа препознатлива грива што е околу вратот, кај Караманот, например, самото влакно е распоредено по целото тело, има разлики во главата, кај опашката, значи кај Караманот е завиткана во круг, значи заролана, тоа е и одлика на расата, додека кај шарпланинецот се носи опашката се носи како срп. Исто така во самите Јас извинам, Габриел, го гледам Буцо кога се исправи дека е скоро колку Денис
Ова е вистинскиот шарпланинец. Знаете што, еве на пример да видите, не е само во големината, значи многу грешки се прават кога се мисли дека шарпланинецот треба да биде огромно куче, да тој треба да биде големо куче, но треба да има една специфична големина како тој би можел да биде работнен. Најчесто многу големите кучиња се на некој начин троми и се кучиња само убави за око. Меѓутоа кога ќе дојде за тоа куче да може да работи, дали во урбана средина или дали во меѓу овци, бидејќи тој е пред се овчар, тогаш сваќаме дека уствари големите кучиња и не се секогаш најдобри. Значи, овие два примероци се репрезентативни примероци. Например, како би требало да изгледа еден мажјак и една женка. Се работи за еден помлад мажјак и за една повозрасна женка. Не, возрастно на 2 години стар. Значи горе доле се тука. 2 години, да, 2 години. Значи, веќе кучиња кои се такмичат во класата на возрастни кучиња, значи до 18 месеци кучињата се надпреваруваат во млади, над 18 месеци веќе се надпреваруваат во отворена класа на шампиони. Сега за нормално кучиња како кучиња се носат на повеќе изложби и се тоа зависи од самите суди, но едно куче кој ќе направи кај повеќе суди и повеќе врвни резултати, значи се работи за врвни примероци како што се овие два тука. Така, имам уште само минута до вести, ќе ве молам да ни кажете за настанот кој што ќе се случува денес, изложба на расни кучиња. Да, не е само денес, ги покануваме сите љубители на кинологијата, значи да дојдат во Хотел Белви, во градината на Хотел Белви, каде што Кинолошкиот сојуз на Република Македонија организира 3 изложби, 3 меѓународни изложби, почнувајќи од денес, сабота, недела, па дури и понеделник имаме. Имаме добра листа на меѓународни судии, имаме многу странски излагачи, така да сите оние кои сакаат на некој начин да се запознаат со кинологијата, ова е шанса да дојдат под убавите сенки на значи градината на Хотел Белви, да уживаат и да видат што се кинологијата има. Ете така, денес и Александар, очекувате ли да добиете награди оваа година? Јас денес ќе учествувам на оваа изложба во Белви, сите 3 дена се пријавена јада и друго моје куче, еден мажјак. Се надеваме на добра дружба, па нека победи добриот. Јас секогаш така викам. Одлично, Денис? Се согласувам со констатацијата на Александар, нека победи добриот. Јас денеска нема да се надпреварувам, затоа што Буцо веќе го има затворено шампионат и е зрел шампион на Република Македонија, па редно време и да другите да се токаш. Нормално, значи да. Сега ќе одиме на дружба и добро бодрење. Се надевам дека Александар ќе победи како што победи во Прилеп, заслужено. Одлично. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Уште еднаш благодарности до вас како национална куќа, телевизиска куќа, што одвојувате време за кинолозите во Македонија. Поздрав од Кинолошкиот сојуз, од клубот за Карамани, од љубителите на шарпланинците. Ете така. Ви благодарам многу од студиото 3 на Македонската радио телевизија и од овие прекрасни примероци на македонскиот шарпланинец. Се селиме во другиот дел студиото каде што не очекуваат најновите информации од земјава и светот. Останете со нас.